Ета, ние колешка заедно работиме на одделот за гинекологија и акушерство при клиничката болница Битола. Ја познавам некои си 2 години. Незиното работно место е променливо, значи 2 години е на одделот кај нас. Не многу време, меѓутоа сепак добра причина за да биде стрекна барем на еден ден. Се обратила ли никогаш на вас за помош? Не се обратила за помош Елизабета, меѓутоа не треба да ни побараат помош, па за ние да понудиме. Треба сами да сме свесни и да ја понудиме помош. Она му каде што можеме и она колку што можеме. Па јас и уште кога ви пишав, ви реков дека ќе бидеме стрекни ако не прифатите. Убаво е да се биде вип на еден ден. Всушност, тие се сите работи кои што една жена би можела да би требало барем еднаш месечно да си ги дозволи и да ужива во еден ден само за неа посвета. А што им одговарала најчесто? Кога ќе дојде време, ќе ги направи. И ево времето дојде. Се омажив на 17 години, си се сакав на самојот сопруг, од љубов си се зајдовме и до ден денес сме заедно. Јас сум бегалка. Од двете страни се помирија, дека мали се зајдовме. После 9 години си добив пород, 3 дечиња, полна куќа радост. Најтешкото било финанси, поради што немавме. Не бевме вработени двата. То најпоќе тежеше. Сум се соочила со проблеми и да имам, и да немам, и да немам, да дојдам до да немам млеко да му купам на детето. Си имам соочено и со таков проблем. Се позајме и му земе. Покрај сите тешкоти, што ги имам издржано, сум срекна. Срекна мајка, срекна сопруга. Се имам соочено да се подсмеват со забите и пусто да ми викат оди направи ги, а јас не можам да ги направам пошто финансиски не сум моќна. Може би за убаво ми велеа, меѓутоа не ми ја знаат финансиската состојба како ми е, па за да можам да си ги направам. Мислам дека ако си ги средам и забите и ако се средам, може да се смени подруги и со колешките, и со пријателките, и со сите. Ќе бидам подруга личност. Здраво! Здраво, како ви сте, Арни? Арни сте? Да. А јас сум Зора, мајката сум, Е се? Ја познаете? Не знам, можда не. Можда не, а? Ајде, Ќе се видиме ќе се тamo. видиме Само само. Ајде, ајде, ајде. Добар ден. Здраво, јас сум Елизабета доктор Зоце. Ја, Нежа, Вие? че сега ќе ви ја препуштам, да се облечеме јакно, за да можеш да се потиш од страх. Да. Нека не ве плашат, не се секирајте. Има заостанати корени кои што ќе ги екстрахираме. Ќе направиме рентген снимки ако треба ако може некои да се спасат нешто од тие што се многу уништени, да успееме да стојат во устата. Ако не ќе се екстрахират, ќе направиме протези. Важно има тие заби што се преостанатите се на добра позиција и ќе може да се изведи да се направат добри протези кои што добро ќе ве служат. Да. Сигурно. Тоа значи ќе почнеме. Така? Да, добро.
беше била. најголемата Тоа жилба. ти беше најголемата Да. жилба, сега ќе исполни. Тоа е, да. Добро, после све ќе си иде поред. Да. Да. Оваа епизода ја започнуваме со средба и запознавање со семејството на Елизабета. Тројцата јунаци кои денес ке не придружуваат. Најголемиот Наум, па Кристофер кој има 6 години и најмалиот Борис. Тие денес се задолжени да ја чуваат мама, со оглед на тоа што татко им е втора смена на работа и нема да може да ни се придружи. Најпоќе излегуваме со незе, кој имаме слободни дена, шетаме низ во паркот, низ шеталиште. Колку ја сакаш мама? Речи многу. Речи Луки. Речи многу. Па запознавањето и не ни тргна баш најдобро. Ама само што почнавме да се дружиме. Па веднаш да почнеме со убавите работи. Одиме кај Чичко Забарот. Ајде, дечки. Ајде. Ајде, мама. Сме стигнале код новите заби на мама. Добро. Тие што се плашат од забар, тука седат. Значи, никој не се плаши, добро. Ајде, можеме да седиме, да се престрашивме, добро. Ти не сакаш таму да идеш? Јас сакам. А? А никој не се плаши од забар. Добро. Света цветла од сите прозори ко ден, а јас света. Еве дојде денот да видиме Прво крајниот да. резултат што ќе биде. Прво да ми кажете што се направивте. Па Значи, што направивме, имаше доста останати корени кои што требаше да се екстрахират. Ги извадивме, ги екстрахиравме. тие беа исто безболни како првиот пат, така? Исто? Уште побезболни. Уште побезболни, добро. Така? И потоа имаше залекување еден-два заби, некои требаше да се пломбират Така? и направени се парцијални протези. Добро. Сега ќе видиме како стојат. Отворете Добро. се. Анджеле, пушти ми светло. Супер. Некаде да ве боли нешто да ве фаќа? Отворете се. Одлично. Затворете. Супер. Некаде да ве фаќа да ве боли сега вака? Отворете се. Затворете. Силно стиснете. Добро. Отворете. Пак. Лево, десно. Добро. Отворете си. Одлично. Сега ќе ви дајме огледалце да видите, Тоа е најбитниот момент. да видите како е шо е. Повелете да се видите. Како се чувствувате? Како ви се допаѓа? Многу се радувам дека резултатот е таков. Браво. Малце чудно. Што е чудно? Дека се заби.
чудно е. Се има период на привикнување малку неколку дена и ќе се свикне. Зашо не ве воли никаде? Ако има нешто потреба да се негде да се интервенира, нешто да се гимни, ќе се јавите, ќе помините, ќе направиме контрола. Што треба, ќе се среди. Така, со здравје си носите и повеќе да се смеете. Сега да се насмеем вака у камера еднаш. Сите, готово. Ете, да се насмеем, да биде. Нама му ела сите. Дојди, мамо. Не бев смеана, вика. Кој ќе ни каже виц за да се смееме, или тоа? Нема потреба, ево, доволно се смеете. Добро, одлично. Па сега да одиме да завршиме тоа што треба до крај и да имаме комплетно нова Бети. Може? Може. Да те сакам. Според фотографиите, доктор Бејковски и неговиот тим навистина направиле голема магија. Дајте ни еден телефон, една фотка да направиме со докторот. Да видам сите со забите. Еве. Сите зими ќе минат, нема Ете, фала ви многу, готово, фала ви. Ете, сега можеш да се смееш колку сакаш, а? Да, готово. Фала многу. Јас се извинувам сега што каснеме ништо, ама ајде се гледаме и за убави други работи, кај да се поздравиме. Фала, направивте голема среќа и вака насмеани си идеме сите. Баш ми е драго што соработувавме и ви посакувам успех на емисијата, Фала. успех во животот натаму, поќе да се смеете. Имаме гаранција на забите, не се кршат, нели? Не, готово, добро, фала ви. Ај, сега кај дечките да се насмееме, да видиме. Чекај сега да ја видите мама вие. Може? Да видам. Можеме, а? Како изгледа мама со новите заби? Не. Шо не? Не е убава? Зашто? А тебе како ти изгледа мама? Убава е. Вака насмеана. Да, супер, баш ми е мила. Чекај јас со тебе да се сликнам. Дојди вамо, Бети. Ја од камо отвори устата. Заборави. Твоја не престанува. Се поздравивме и насмеани заминавме. Новите заби повлекват, што би рекле битолчани, и нови очила. Па се упативме да одбереме нови рамки. Тука моравме да одбереме по принципот на гласачко мнозинство. Да биде фер. Вкусовите ни беа различни, ама сепак одлучивме. Да, поинакво да видам, или? Добро. Тие се многу убави. Види Наум. А? Тие се многу убави. Да, ни треба стручно мислење. Дојде вамо за 3 гласа. Да, јас. Чекај да видиме дали имаме гласови. Да слушнам. Еден глас, друг глас. Еве го и гласаме сите. Тие? Добро, одлично. Ки земаш овде? Тие. Ете, окей сме? Добро.
Готово. Научари? Имам. Значи одиме сега по други работи. Ајде! Фала, чао! Ајде, дечки! Значи, добри научари одбравме? На љубав, ја? Да. А вие, драги гледачи, што мислите? Добро одбравме? Или може би бевте за оние црните? Како и да е, со одбраните рамки одиме кај нашите пријатели од Виола Бјути Центарот. Кој што треба да види мама најубава поста. Да. Добре ни дојдовте. Најдовме. Здраво, Снежа. Здраво. Здраво. Здраво, Значи, дечки. Сега треба да го направиме завршниот третман, што е Да. тоа што ќе го направиме како завршен. Па денес ќе работиме дермапен со 24 каратно злато за освежување, така да ќе се затворат порите. Ќе да еден посебен сјај, волумен на кожата, така да шминката многу подобро ќе стои, поелегантно ќе изгледа нашата госпожа. Значи, предходно, значи, пред тој третман мора длабински да се прочисти. Тоа е една специјална формула од бадемови концентрати кои делуваат баш за длабински прочистување, за да може концентратот за лифтинг ефектот да дај многу подобар ефект. Има одлично, значи после тоа скрос нова веќе. Да, во меѓувреме ние и нашите девојки, како што ве очекуваме, ќе направат прва финска ракавица на рацете за свежина, за обновување на кожата. Сепак направивме и свилени трепки, така да подготовките со ласерите, тие работи ги работевме предходно, но за тоа потаму. Ке ни ја препуштите нас. Секако, после доаѓам нова да си ја земам. Во сигурни раце. Препустите децата, ајде дечки со мене. Ајдете. Не сметаме Да. на мама. Ти уживај. Убав ден. Ајде. Повелете. Значи, досега имаме завршено поголемиот дел од работите. Сега остануваат оние финалните. А бога ми и релакс масажите. А дојде време и за одбирање на гардероба. Се што донесовме од линија и од шевро, треба да се искомбинира. Прекрасните девојки од Бјути Центарот, исто како и јас, беа нестрпливи да видат што најдобро ќе стои на Бети, од она што го препорача стилистката. И одлуката падна. Ама ќе видите по рекламите. Во меѓувреме, дечките си најдоа своја занимација, ама големите срца на фризерите беа освоени од овие трепетливи и искрени очиња, па затоа одлучија на сите да им подарат нова фризура. Или по битолски, стрижење за секого. Ха, да проверам до кај сте вие. Чекај сега, што се случува тука? Дојдете да ве видам. Дојдете. Ви имате нови фризури, бе? Абе, како така? А? Кој ги направи фризури, бе? И ти? Кој беше тој? Баткото? Кај е баткото? А? Ла, и ти имаш нова фризура. Ла, значи ова е фул третман, нели? Добро ти е? Кој ќе има најубава фризура? Ти? Бато или помалиот? Поголемиот? Не знае.
Леле, многу убаво. Кој се сети? Ти се сети, ти побара, дај ни да се ишишаме. А? Браво, многу убаво. Ама ти имаш и гел, а? Да. И гел. Кај Кико бе? И сега мама уште да ја направиме, а? Каква фризура да... Дај тука сега ние да контролираме, да видиме што да ја прават на мама, кажувај. Што да ја направат сега? Тука шишка, нешто да пуштиме? Така? Ќе направиме шишка. Во однос на фризурата на Бети, Лиле и Љупчо веќе направиле промена. Ја скратиле и освежиле бојата на косата, а заради високото чело на Бети, шишките супер ќе и дојдат. Мама ја оставивме да се шминка, а ние со Наум, Кико и Борис тргнавме по нови доживувања. Одиме во театар. Иван Јерчиш, директорот на Битолскиот театар, не пречека со голема насмевка, а ние возбудено зачекоривме на штиците кои живот значат. Подскокнуваа малите и распрашуваа, а имавме едно големо изненадување. Леле, кај сме дошле? Поверите. Здраво! Ова е Лина Чоревска, уметничката директорка на Народниот театар од Битола. Јас сум тетка Лина, ти како се викаш? Борис. Колку убаво име. Јас сум Лина. Јас сум Наум. Мило ми е Наум, јас сум Лина Виленце. Кристифа. О, колку интересно име. Ова ни е нашиот шминкер, на каде што ние се спремаме. Ова е Сашо. Ова е Сашо, да. Сашо Мартиновски, нашиот шминкер, фризер, перукер и доктор за специјални ефекти. И сега малку може да ја поднашминка, малку да ја направи рани. Кој сака му пуштиме? Ти? Ајде срце. Ајде да видиме. Дали ќе баќа? Да, ти Нема он да го повреди, него ќе му нацрта. Ти си се чупнал тука малце, таман. Тоа ќе го повториме, сакаш тука да направиме? А? Супер. Како ти изгледа? Страшно? Страшно? Како? Кажи како ме буцна овишичко. Страшно беше така. Многу. Добре Прав сме, ти? супер. Сега бришеме? Не. Шминката изгледа страшно и автентично. Само доказ колку шминкерот добро си ја завршил работата. Лина Чоревска, кирката на нашиот прославен актер Борис Чоревски, не однесе во светот на текстовите и драмската игра. Колку ли само досетливи беа прашањата. Убаво ви се допаѓа овде кај нас? Да, Ние овде поминуваме многу долго време. И доаѓаме на сабајле, кога се спремаме, например, во работна обрека по тренерки, потоа навечер се ставаме... Спиете тука? Не, само не спиеме тука, инаку доста долго време поминуваме тука. Да. Колку многу време? Многу време, пиленце. До ноќе? Скоро цел ден, до ноќе, да. Ја. Ти би можел, например, до ноќе тука да седиш кај нас? Да. Интересно е, нели? И влеговме на сцената. А таму гуми за пливање и брод. На радоста и немаше крај. Во меѓувреме, што прави мама? И веќе сме на крај со авантурите. Публиката треба да се смести на своите места. А главната актерка, Елизабета Тошевска, да излезе на сцената.
Бети, поминавме неколку денови и сега веќе е финалето. Кажи ми како се чувствуваш? Прекрасно. Како си помина овие денови? Многу убаво. И сега како ќе се представиш? Ќе си представам како новата Елизабета. Ако си подготвена тогаш, повели, на сцената те чекаат твоите најблиски. Повели. Благодарам. Те чекам на брегот самотен без река, во ноќта цел век бдев сам и мислев нема да се јавиш мојот сан, да бидеш пак со мене ти. Те чекам, а ноќта беше како вечност, но вечност што беше ти. Моја малечка гулабице, лети ти над овој тажен брег и нека шуми пак твојот лед во сонот мој. Тоа знаеш само ти. Ќе чекам во ноќи долги како вечност, до зори јас ќе бдеам сам. Ќе чекам, дури не се јавиш како сон, да бидеш пак со мене ти. Насмевка голема, нели? Од сега натаму постојано ќе се смееме со отворена уста. Така, сега да те изгушкам. Драго ми е што си вака насмеана и посакувам секогаш да бидеш така насмеана. Така? Да. Јас пат кога дојде, како друга беше ти. Друга бев? Во друга бев облечена затоа. Исто како мама, првиот пат кога дојде друга беше. Ти текнува? Да. Сега нова мама имаме. Сопругот што ќе каже, а? Ќе видиме. Радосен ќе биде. Добро. А кога ќе отидеш на работа, сакам да ми кажеш како реагирале колешките. Може така? И се насмевнеме и ќе ги поздравиме. И ти пак ќе дојдеш? И јас пак да дојдам, сакаш? Да, добро. Имам подароци за вас сега. Еден куп подароци, сакаш и ти да ги носиш? Доаѓај да ми помогнеш. Држи ова. Ова носи на кај мама. Јас ќе ги носам тешките работи. Ете така. Опа, еден куп работи имам, еден куп подароци за сите вас. Повелете. Значи, пошто ми кажа и дека постит, имаме и постно. Тука имаме чорапчиња за вас, да знаете, види. Да. Мама, имаме средства за чистење. Ке дојдеш ова наваму да го донесеш? Да. Ете така. Ти благодарам, Бети. Благодарам што го запознав твоето семејство. Се надевам дека од сега натаму ќе се смеете, ќе бидете многу посреќни и дека ќе уживате од сега па натаму. И се надевам дека ќе ве следи и среќа и подобар живот. Добро. Дај Боже. Дај Боже. Така е. А тука јас ќе се одјавам и ќе ви се заблагодарам на сите вас кои што постојано не поддржувате и постојано верувате дека ние умееме и можеме да ја вратиме насмевката кај луѓето. Моја малечка гулабице, лети ти над овој тажен брег и нека шуми пак твојот лед во сонот мој. Моја малечка убавице, мини ти кај новој тажен брег
идеш на пат, тоа знаеш. Елизабета Тошевска од Битола, 38 години и бев на ВИП на еден ден. Кажи ми, како си помина? Се ми беше најубаво. Секој кој што сака да се пријави, да се пријави. Прекрасно. Јас денеска поминав преубаво со вас и со мајка ми, со браќата. И ова беше како да кажам скоро најубав ден. Кажи нешто, драга,